Здраво, ова е 44-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Новембер на Рајнер Сарнет, во кој станува збор за средовековно естонско село во кое селаните употребуваат магија за да ја преживеат зимата во суровите услови, стравувајќи од секаков вид на надприродни битија. Девојката Лина се обидува со помош на магија да го придобие срцето на момчето Ханс, наместо да му стане жена на предодредениот маж од селото, кој е ветен на друго битие, исто како што срцето на Ханс не бие за Лина, туку за ќерката на баронот. Градивото на оваа пакосна бајка за лакомите и мизерните е составено од црн хумор, помешан со романса и надприродни елементи со извориште од фолклорот. Со секој нареден воодушевувачки кадар се запознаваме со нови детерирачки ликови, безцелни грабачи кои ја упропастуваат секоја можност за среќа и љубов. Магијата е колоквијална и општо прифатена во паганското селце, во кое луѓето се склони да се предадат меѓусебно за да преживеат и воопшто не е чудно зашто се заглавени во овој ригиден апокалиптичен свет, кога би крадели и од Господ, и од ѓаволот, и од духови, и од демони. Кратите се анимирани битија, направени од дрвен или метален алат, кои им служат на селаните за работа, за труд, односно за крадење на крава од една штала во друга. Бездушноста на луѓето создава монструми, налик нечестивите сили на кои сервилно им се поклонуваат и пренесуваат жртви. Нивните животи ги базираат на плитки суеверија, митови и легенди пренесени од старите, искази до кои фанатично се придржуваат. Овој артхаус монохроматски филм прикажува блед и безнадежен свет во кој христијанството е комплементарно на постоењето на врколаците, магијата и духовите. Животните добиваат магиска конотација на духовден и представуваат повеќе од тоа што го нуди нивниот изглед и притаена метаморфоза. Индиспонираните актерски изведби одат во прилог на општо прифатената агонија на местноста, на која и требаше уште докторот од Human Centipede, актерскиот ветеран Дитер Лесер, со неговите смртоносни погледи во душата на гледачот, за да добие езотеричниот филм дополнителни поени на морничавост. Филмот е адаптација на естонскиот бестселер Рехепап на Андрус Кивирах, често именувана како нефилмлива книга, но режисерот, налик неговите колеги Жулавски и Палфи, на неснимливото дело му прииде како на експериментален предизвик за естетизирање на абсурдот со визуелен печат кој остава длабок и неизбришливи траги во подсвеста на гледачот. Ова е четвртиот долгометражен филм на режисерот Сарнет, кој во својата филмска фантастика истура трагични и комични елементи, ги извитоперува и добива надреални прикази. Со кинематографот соработувал и на претходниот негов филм The Idiot, меѓутоа сосема наменско е неговото инволвирање за тоа што успешно знае да долови вознемирувачка атмосфера во The Temptation of St. Tony, па и во овој филм умешно го илустрираше монохроматскиот контраст, заменувајќи ја севкупната палета на бој. Монтажерот на Ида, појако од Јарослав Камински, жонглира со ирационалноста која го сликува морничавото секојдневие во естонското село, дозволувајќи да уживаме во прекрасната фотографија, во масовните сцени или пак екстремно широките планови на еден лик насреде снежна пољана. Музиката на Јакашек е напната и проверува ни секој можен кадар, не баре густа магла која го воспоставува загадочниот тон на филмот. Штом го прифатиме фактот дека бизарните околности на мештаните им делуваат тривијално, ќе забележиме дека во сета таа конфузија на отпочнати животни патила на ликовите се погребува љубовниот конфликт и занемарува во низата на фантастични чинодействија кои се напластуваат едно врз друго, само со цел да го демонстрираат очудувањето. Ако американците го имаат The Witch, ние вампирџија, србите Светоместо, русите Ви, британците се вкупната оставнина на доцно романтичарските фолклорни привиденија, тогаш овој филм би се вброил во оваа групација само на тематско рамниште. Стилски, ова е една надреална кованица на митски лудости, која фрапира со својата супериорна форма, трневите содржина и сомнителна дидактичност.
Естонскиот представник за Оскар имаше богат фестивалски живот, прикажувајќи се на Карлови Вари, Трибека, Фантежа, Гетеборг и други филмски фестивали. Ако морам да го евалуирам, тогаш Новембар од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 44-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Благодарам за вниманието. Поздрав!